Мислам дека за прв пат сте овде во Пробишти, како не се лажам. Мислам дека не сум прв пат, али сум прв пат во зима. Така да исто да сум прв пат го гледам Пробишти у зима и е таков, мислам многу е расположен за музика, за уметности и за све. Еве, ваш коментар за нашиот град. Па, влеговме ноќно време, ама утре ќе излеземе на центаро и ќе јадеме омлет и ќе го видиме и така да ќе искоментирам у пост која ќе го шернам ова што ќе ни го спремите сега вие. Вие 20 години веќе сте на музичката естрада, направивте еден концерт и еден албум. Како е да се опстојува толку години на музичката сцена? Па ја првиот албум што го извадив пред 20 години бев у група, баш онака беше хоби со надеж дека може да стане работа. Едноставно, знаеш како вика у нашата култура вика дека ти не можеш да го избереш ова мора да те избере тебе. Значи, ако си роден ти за ова, ако си од таков материјал, ако стварно ова ти е обсесија и со тоа што ти е работа и без тоа, ако си ти обседна со ова што го правиш, да взимаш добри интервјуа, ти можеш да стигнеш, значи граница нема, не постои. Само ти мисли по 10 сати дневно на оваа ствар и ти ќе бидеш некој што ќе може да живее од ова години. Еве, го спомнавме твојот албум. Некако во последно време забележувам како македонските артисти како да ги избегнуваат албумите. На што се должи тоа? Целиот проблем е више оној формат CD више не функционира, знаеш. Мислам више никој не купува CD-ња. Новата продажна платформа типа Spotify, Apple Music е стигната, но е уште далечна до нас. Не секој може да си го приушти, не секој има симнато и да плаќа по $5 да слуша секаква музика. Знаеш, уште сме јутјуберско време, знаеш. И се иде поише на синглови. Луѓето не им се трошат по 20 песни, знаеш, некако си вика дај ќе извадам една. И сега тоа е сигурно од аспект на бизниса, ама не е добро од аспект на загревање на самиот мотор кој треба да врти уште години. Малку ќе ве навратам наназад, односно на вашите почетоци, ќе ни откриете како се случи да запловите во овие музички води, кога што имаме информација, еден од твоите браќа е диџеј, исто така и тој. Да не потекнеш од музичката. Он не диџеј, он е диџеј, но е помлад од мене. Така да е диџеј ради мене, мислам после мене. Углавно и татко ми е психолог, мајка ми е економист и нема врска со музика. Али сме музичка фамилија од типот на... Јас сум, откога знам за себе, кај мене дома имало музика, тоа било некоја друга музика, нивна музика на моите од тоа време, Риблја чорба, бајага, бла, знаеш. Ама кај мене увек свирало музика, што е малце поинакво од онаа генерална поп музика. Музика со некои авангардни и алтернативни звуци што не се баш се комерцијални песни, али се песни кои имаат малце подлабока порака, знаеш. 20 години си на музичката сцена, спомнавме и пред малку.
Сега во моментот ќе те запрашам дали овие 20 години постојано го менуваш тимот или постојано работиш со истиот тим? Па види, главно човек кога влага у некоја комфорт зона и е многу тешко да смени. Ти кога ќе се навикнеш, пример да не знам, да го држиш ова со десна рука, некако ти е тешко да смениш на лева. Иако некад може би ќе изгледаш на самава снимка болje ако ти е у лева, знаеш. Али пробувам да менјам, углавно работам со луѓе што сакаат да работат. Знаеш, со луѓе што не име обврска, туку луѓе што уживаат у самиот процес. Знаеш, тоа ми е едина квалификација за да се спојам со било кој. Све се учи, ако се сака, имаш многу време, ако сакаш ти да го работиш, ова можеш да бидеш најбољи ако му посветиш доволно време. Што велат тимот што победува, не се менува? Не се менува, да, некогаш се менува по природен пат, али углавно се држиш на твоите корени, се држиш на твојот столб, не смееш да летнеш, пошто можеш да се изгубиш. Ако се изгубиш, после враќање нема. Да. Неодамна излезе твојот нов видеозапис, кој што беше долго време најавуван, во кој што ќе се појави и твојот син. Да. Песната се вика Насмевка, тој што не ја гледал, одма да ја гледа на YouTube. Моша син ми е главна улога, така да обично им плакам на режисери и на актери за спот, сега му платив на син ми. Така да скупа улога, човекот е скуп, бара пари, многу добро син. Малци сум прски дека ми е син, али тоа е тоа. Таква држава сме, братче. Кој направи песната и на кој локација се снимаше спотот? Песната ја правам ја, како и секоја друга ја правам ја. Аранжманот го правеше Иван Ивајо. Главно спотот е направен од приватни архивски снимки од нашите телефони и е направено онака многу брзо и многу лесно и многу за многу време кратко и многу сладко. Поглед толку виновен, душо невина, за тебе без мислење ја се питам. Проблемот е минорен, љубов не мина, само да ти видам насмевка, ја. Еве кога зборуваме за музиката, за твоите песни, неодамна во Штип се одржа најстариот македонски музички фестивал, и тоа по 38 пат, Макфест. Видовме доста од македонската елита. Кој е твоето размислување за фестивалите? Види, ја никогаш не сум таков профил на артист. Не сум фестивалски тип. Не сум пеел ни на еден фестивал и нема ни да пеам. Нема да пеам. Не знае човек у животот што све ќе му се деси, али мислам дека прошле, и ти сам викаш, 20 години прошле без тоа, онаа комфорт зона и онаа навика што ја зборевме у самото прашање пред тоа, ме тера да не го сменам мислењето за тоа. Ја ипак мислам дека е тоа поп фестивал, треба да се модернизира, треба да се смени самиот начин. Мислам, не можеш ти да имаш барање на 70 песни. Сам 70 песни не можеш да направиш цела година од нашава музика. Мислам, ние сме мал пазар, малку артисти. Ти треба да измислуваш артисти за да можеш да направиш таква ствар. Тоа би било многу добро кога би се сменил тој концепт, кога би се направил примерно 20 песни и кога би пееле луѓе што стварно знаат да пеат и стварно име работа тоа.
Ја никад не сум го идолизирал Макфест, не ми се свиѓал мене лично, јас сум се фурал поише на екзит на она, знаеш, али сум за секој што прави било каква музика, знаеш, и тоа да се пее и да се рапува може на македонски јазик, знаеш. Јас сум за све што е наша производња, само сум за тоа да биде добро, да звучи добро, да може да трае уште многу и тоа е тоа. Се ти ме праша, ја тука почнам да менјам. Главно е малце поодобрен Макфестот, кога влезем и мислам дека Јован почна да го работи, ама мислам дека треба уште и мислам дека им фалат млади сили, пошто младите се тие што знаат боле од тие што се пред нив. Ние знаеме поише тие што биле пред нас, тие што се после нас знаат поише, пошто едноставно у моментов се на улица, у моментов знаат што стварно на која страна дува ветерот, знаеш, така да. Што може да очекуваме следно од тебе? Некој нов албум или некој концерт по повод 20 години? Наредна година ќе правам 15 години од првиот соло албум. 2009-та. Наредна година ќе вадам албум, чим сум извадил албум 10 години плюс, али се тоа ќе го зборам нареден пut кога ќе дојдем овде, кога ќе се видиме нареден пut пак да. Со оглед во дека овде има голем број на фанови кои што чекаат да се сликаат со вас, би ве запрашал, еве за крајот разговорот, која е пораката до фановите, до нашите гледачи и до останатата македонска публика? Да се храбри, да се храбри, да се упорни, да знаат дека можат да имаат све буквално и она што не им паѓа на ум и што не може да го замислат, да знаат дека може да им се деси ако се доволно обседнати со тоа што го прават, ако се доволно упорни и ако сањаат, ако соднуваш и не кажуваш наоколу што си сањал, па што луѓе доаѓаат да гледаат кога мрднат, ако работиш на тоа што си го соднувал, еден ден можеш да имаш буквално све. Така да тоа мислам дека е и повеќе од фина и добра порака за сите млади што не гледаат сега. Океј, ти благодарам за одвоеното време и ти посакувам вечера пријатен престо овде во Пробушти, ќе се разбере утре. Фала ти.